Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, да ги проследиме настаните за овој 9 јуни. Потпишан е договор за изградба на гасоводот Штип-Неготино со конзорциум предводен од Rapid Build од Куманово и уште 4 компании, кои ќе ја градат гасоводната мрежа долга 36 километри. Со одлука на влада, оризот како стратешка земјоделска култура ќе биде вратен на листата за откуп за потребите на државните стокови резерви, истакна заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски на средба со оризопроизводителите. Општина Пехчево ја дефинираше листата со учесници за овогодишното издание на фестивалот на дувачки оркестри. Од 13 до 16 јули во Пехчево ќе биде весело, а освен трубачи ќе настапат неколку музички звезди. Потпишан е договор за изградба на гасовод Штип-Неготино со конзорциумот предводен од Rapid Build заедно со уште 4 компании Елте, Спектар Термо, Чакар Партнерс и Квалитет Пром, кои ќе градат гасоводната мрежа долга 36 километри. Потпишан е договорот за изградба на магистралниот гасовод Штип-Неготино. Конзорциумот предводен од Кумановски Rapid Build заедно со уште 4 компании ќе ја градат гасоводната мрежа долга 36 километри. Штип-Неготино Кавадарци. Тоа е делница од 36 километри. Очекуваме градбата да почне до крајот на оваа недела или наредната недела. Рокот на извршување е година и пол. Втор сегмент е Кавадарци, Прилеп, Битола. Тој е во фаза, овај процес е во фаза на евалуација на избор на компании кои или конзорциуми кои ќе го градат овај гасовод. Очекуваме наредните 2 месеци да заврши избора на компанија, да почне градбата. Рокот на изградба е 3 години, значи не од моментот кога ќе заврши Кавадарци, туку се работи паралелно. 3 години од денеска. Третиот потек кој се гради е Скопје, Тетово, Гостивар. Така. Во фаза е избрана е компанија, во фаза се процедурите кои се по Законот за јавни набавки. Очекуваме во најскоро време да заврши тоа и веќе наредниот месец да почне изградбата на потегот Скопје, Тетово, Гостивар. Наредни објекти кои треба да се градат е изградба на потегот Штип, Хамзали, Гевгелија и поврзување со Република Грција. Гасоводот Клечовце Штип ќе заврши овој месец. Во моментов се вршат последните проверки и испитувања и течат преговорите за приклучок на гасоводот. Се очекува до крајот на годинава гасоводот да ги добие првите потрошувачи. Изградбата на сите делници треба да биде завршена до 2019 година. Клечовце Штип се финансира од клирнишкиот долг. Паралелно се работи на поврзување со интерконективни гасоводи со соседните земји од Македонија до Грција и Бугарија, а веќе интересот за приклучување на гасоводната мрежа кај компаниите расте. Веќе имаме неколку компании од Штип кои се заинтересирани, кои интензивно соработат, поголеми компании, кои интензивно работат на приклучување на гасоводот. Една моја проценка, ако све биде во ред, можеби до крајот на оваа година ќе имаме и првите приклучоци во градот Штип. Една од потенцијалните компании за поврзување со гасовод е италијанската фабрика Кондево, која од неодамна отвори погон во Штип и е лидер во производството на топлотни разменувачи за бојлери и добавувач на светски познати производители, кажа Миладинов во неговото гостување во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија. Изградбата на националниот гасовод ќе продолжи понатаму, се додека не се гасифицираат сите помали градови во Македонија, што значи дека гасификацијата треба да донесе поевтин газ и за компаниите и за домакинствата, истакна директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладинов. Продолжуваме на тема земјоделие. Со одлука на владата, оризот како стратешка земјоделска култура ќе биде вратен на листата за откуп за потребите на државните стоковни резерви. Ова го изјави заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски на денешната средба со оризопроизводителите во Чешиново Облешево. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски при денешната работна средба во општина Чешиново Облешево се сретна со оризопроизводителите од овој регион, на кои ги информираше за преземените мерки од страна на владата за решавање на проблемот со откупот на оризот. Имено, со одлука на владата, оризот како стратешка земјоделска култура ќе биде вратен на листата за откуп за потребите на државните стокови резерви. Ќе пристапиме со реализација на таа мерка да
набавиме количини кои што ќе ни бидат потребни за државни резерви. Оризот како значајна култура и има традиција во овој регион на производство и надалеко е познат по својот квалитет, да го вратиме во закон и да му со закон го определиме значењето како стратешка култура на ниво на државни резерви. Секогаш ќе ги чуваме за потребите на населението за одредени неповолни периоди, неповолни времиња и тешки состојби. И земјоделците ќе имат можност, оризопроизводителите, она што го произвеле од минатата реколта, да го предадат за потребите на државните резерви. На средбата со Никола Груевски остварена деновиве при неговата посета на Кочани, земјоделците се пожалија за селективниот откуп на оризот од страна на одделни откупни компании. Костадиновски за ова рече дека како влада и ресорно министерство никогаш не се воделе од политички побуди и селективност кај земјоделците. За оризопроизводителите од Чешиново ваквата одлука на владата е добре дојдена. Државата, владата најде слух да ни го оствори ова барање и мислиме дека со ова ќе се подобри состојбата на оризопроизводителите кои се ова година доста загрозени од ниската цена на оризот, бидејќи и нема и пласман, нема откуп. Се надеваме дека со овие мерки ќе се подобри откупот на оризот и продажбата и стандардот на оризопроизводителите ќе се зголеми. На средбата со оризопроизводителите во Чешиново Облешево присуствуваше и директорот на Државниот инспекторат за земјоделие Цветан Трифуновски, кој информираше за направениот увид на терен и состојбата со откупените количини на арпа и бел ориз од минатогодишната реколта. Откупот оди забавено, но Државниот инспекторат доследно ќе ги применува законските мерки и ќе делува во секој пријавен случај, рече Трифуновски. Водостопанство на Македонија подружница Брегалница почна со потпишување договори за користење на водата од хидромелиоративниот систем Брегалница. Услугите ги користат над 25.000 земјоделци од Виница, Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, Штип и Свети Николе. Подружницата Брегалница при водостопанство на Македонија почна со потпишување договори за користење на водата од хидромелиоративниот систем Брегалница. Пунктот за потпишување на договорите со земјоделците кои ја користат водата од овој систем се наоѓа пред управната зграда на водостопанство Брегалница во Кочани и ќе работи до доцните попладневни часови. Изјавивме дека е потребно склучување на договори за вода за наводнување. Ние како водостопанство Брегалница, како поддржница Брегалница, денес го искористуваме овој четврточен пазарен ден, воено и празничен ден, каде што нашите земјоделци водокорисници се порелаксирани и се дојдени да аплицираат за субвенции, а воено да го искористиме тој дел за склучување на договори. Војно би сакал да потенцирам дека договорите се обавезателни оваа година за сите и дека веќе се искочени контроли на терен да вршат увид кои имаат склучен договор. Казните се големи за несклучување договори до 500 евра, а воедно исто така им се одзема правото за субвенции. Значи воено имаат казна и субвенции. Затоа аплицираме вака и меѓу луѓето збориме и ние сме излезени на терен. Значи по сите села нашите водари, вклучувајќи и технички лица, одиме скоро од куќа на куќа со цел за да бидеме поблиску до граѓаните и да објасниме дека тоа е задолжително за нивно добро. Со тој договор не е едностран. Од оваа година тие се премногу заштитени. Самите водокорисници се заштитени со договорот, значи од без разлика дали е суша, дали е поплава или било каква штета настаната од наша страна, со тоа тие се заштитени за обештетување. Според Гоцев, оние земјоделци кои нема да потпишат договори за користење на водата, ќе бидат одбиени за добивање субвенции од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За потпишување на договорите, земјоделците треба да имаат со нив лична карта и стар имотен лист за сопственост на површините. Услугите на водостопанство Брегалница од Кочани ги користат над 25.000 земјоделци од Виница, Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево, Штип и Свети Николе. Општина Кочани продолжува со реализација на проектите во кочанските рурални села. Тоа беше истакнато на средбата на градоначалникот Радко Димитровски со жителите на истоименото село, каде што се организираше црковно-народен собир на манастирот Свети Спас по повод празникот Вознесение Христово Спасовден.
Големите христијански празници, како што е Спасовден, ги собира луѓето во планинските места. Таков беше случајот денеска во кочанското село Полаки, во манастирот Свети Спас, кој ги донесе жителите што се по потекло од овде. Општината Кочани во изминатиот период направи многу за заживување на најпасивните краишта на Осоговијата, во однос на подобрување на општите услови за живот и спречување на миграцијата. Од неколкуте реализирани проекти во руралните делови на Кочанско се издвојуваат проектот за изградба на браната на Оризарска река Речани, со која што ќе се обезбеди квалитетно и поевтино водоснабдување на микрорегионот Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Поставени се асфалти на патните правци Пантелеи, Рајчани, Турско Рударе, од селото Бели до манастирот Свети Илија. Реконструиран е патот во селото Бели. Асфалт е поставен од браната Градче до водопадите кон Јастребник. Асфалтиран е патот Оризари, Врговци, улицата во Нивичани, со цел жителите да имаат обезбедена поквалитетна сообраќајна комуникација. За наминување на патните пречки во Полаки во 2013 година се изгради мост на Голема река. Поставени се и нови канализацијски мрежи во Бели и Нивичани. Со одлука на Советот на општина Кочани, жителите на 13 планински села се ослободени од комуналната такса за јавно осветлување. Инаку, на собирот во село Полаки присуствуваа голем број граѓани кои со музика, песни, ора и манастирски ручек го одбележаа празникот Спасовден. Во Долно Трогерци Карбинско порано се стигнуваше тешко. Денес по повод Спасовден некогашните жители дојдоа по новите асфалтирани патишта од две насоки, од Долни Балван и од Врсаково. Новите патишта ќе значат препород за регионот, каде се најплодните ораници во овчеполието. Празнично и весело беше денес во Долно Трогерци, во кој се славеше патронот на селото Спасовден. До вчера во ова село се стигнуваше по беспаке, а од денес по асфалтни патишта од двете насоки, од Долни Балван и од Врсаково. Селото со овај пат може би ќе заживее пак. Може би само. Младите гледам имат интерес, а моите синове тука видеа пчели одгледуват. Други гледам со сточарство почнаа да се бават. Беме од градот многу далеко, се сме многу близко. Ние сме до градот за 10 минути сме до центар на Штип. А беме како да сме 300 км далеко. Тоа е нешто најпрекрасно што ни се е десило ние на нас овај крај. Да, во последните 100 години останаеше уште едно мало парче дел на кај Горно Трогерци. Очекуваме дека оваа гарнитура на власта ќе го реши тоа во најскоро време, затоа што има луѓе, сточарство, овци, крави, што секојдневно кој е мокро, кој е дош, алуваме по калта тама. Иницијативата за ревитализација на ова село беше поттикната од пред 10 години. Во 2006 година се спроведе иницијатива за обновување на селската чешма, која што беше отворена на 28 август 2006 година, односно обновена по еден наш мини проект и видување. Тоа ни даде понатаму крилја да постапиме, односно да продолжиме со обновување на црквата. Иницијативата беше прифатена, на моја иницијатива ја прифатија сите добронамерници и еве денес сме во една фаза, во понапредна фаза каде што црквата е обновена комплет со иконостасот, каде што имаат предност малтене најголем број од сите жители кои што потекнуваат од ова село. Паралелно со обновата на чешмата и останатата инфраструктура, беше отпочнато и со заштита на манастирот Свети Спас. Еден спомен да остане за селото, да се активираме, да ги собереме мештаните од тука, собраме некој денар тамука, уклучиме го Тони Јовев направи едно проектче, за да одеме кај луѓето да докажеме што правиме од него, нека нема никој не те може да те верува. На основа на тоа, со уклучувањето и на Тони Јовев, дојдоме чешмичката оформиме, направиме. Потоа Тони Јовев, уште и он беше директорче, вика на мене Чучулупчо, ја или Дарка за почеток ќе правиме и црквата. Црквата ни беше скроз падната. Вај дел тука на нас сега што сме тука постоеше. И така почнахме.
Денес во обиколка на селата во Овчеполието беше и заменик министерот за земјоделство кој нагласи дека во последно време се вложуваат огромни средства во инфраструктурата за подобар живот на луѓето во руралните средини. Во изминатиот период инвестирани се повеќе од 1 милион евра за општина Карбинци во делот на инвестиции во руралната инфраструктура преку трите мерки од програмата за рурален развој за подобрување на животниот стандард и квалитетот на животот во руралните средини, изградба на канализациони мрежи, изградба на локални патишта, уредување на пристапот во општините, во населените места преку изградба и уредување на плоштади, на кружни текови, преку изградба на тротоари и уредување на културни качиња заради културни активности во населените места во руралните општини. Помина времето кога овој регион беше неправедно запоставуван, посочи пратеникот Трајче Димков. Повеќекратна е можноста и бенефитот од овој пат. Значи, ги поврзува неколкуте села, можноста на граѓаните од овој регион, каде што имат ниви, бавчи, кои што имат и куќи и стока, за полесно да го работат тоа. Во секој случај, можност и за враќање на населението кој одамна иселено. Еве денес имав една следба со човек кој рече дека неговите деца воопшто не стапнале тука и мислам дека сега добра може да дојдат тука и на некој начин да се вратат и да почнат да си го обработуваат сопствените ниви. Благодарение на асфалтот денес во Долно Трогирци беше слично како во најубавите времиња. Дојдоа овде поранешни жители и други гости од соседните села за да се потсетат на времињата минати, но и да направат планови за воиднина. Променливото време и порастот на температурите и понатаму се закана по здравјето на луѓето. Мозочните удари се честа појава во регионот, а на удар најмногу се лицата со хипертензија, диабетес, кои не вршат редовни здравствени контроли, велат лекарите. Зголемен број на пациенти со крваречки мозочни удари се регистрирани минатиот месец во Штипската клиничка болница. Мозочните удари со пукање на крвен сад се многу поретки, за разлика од исхемичните мозочни удари. Високиот притисок и вродените аномалии на крвните садови се една од причините за крваречки мозочни удари, а луѓето, освен преку детален преглед, не може да знаат дека имаат зголемен ризик фактор дека се соочуваат со ваков проблем. Со текот на времето, значи крвните стадови се истрошуваат, тие се истенчуваат, стануваат потенки, на еден начин стануваат осетливи и доведува до прскање на крвниот сад. Кај одредени луѓе се јавуваат вродени аномалии, односно малформации од типот на анеуризми или аве малформации, кои што представуваат дефекти појавени кај луѓето уште во текот на нивното развивање во утерусот, или пак истите, односно анеуризмите може да се јават и во текот на животот, така да тие се како подвижни бомби. Значи ние не можеме да знаеме еден болен кој што има анеуризма или аве малформација во кој момент би можел да добие мозочен удар. Според лекарите, едукацијата на пошироката популација како полесно да ги препознаат симптомите за настанување на мозочен удар е од големо значење и може да ги спречи и намали последиците кои настануваат при ударот. Значи, ако приметите дека лицето потешко зборува, не ве разбира кога му зборувате нешто, ако има лицева асиметрија, односно спуштање на едниот устен агол, ако има слабост во еден дел од екстремитетите, дали се работи за десните или левите екстремитети, не е важно. Значи, кај тие луѓе треба подитно да се реагира, да се однесат до најблиската амбуланта за да може на време да им се пружи помош. Она што исто така е значено во превенцијата на било кое заболување е здравиот начин на исхрана. Еве што советуваат нутриционистите. На дневно ниво, секој еден што ќе конзумира вода, а не други течности, што ќе конзумира свежо овошје, а не секакви сладки кондиторски производи и така натаму, и секој еден што ќе конзумира свеж зеленчук на дневно ниво, овие три фактори кога се присутни, ние сме на добар пат, што и да јадеме друго, едноставно да си етаблираме еден здрав организам. Во земјава, но и во светот, застапеноста на мозочните удари кај популацијата е на трето место по срцевите и малигните заболувања, но она што е уште позагрижувачко е тенденцијата на нивна позачестеност и поместување на старосната граница. Најмладиот пациент со мозочен удар, кој е регистриран во Штипската клиничка болница, има само 24 години.
Сите осигурени лица за време на годишниот одмор ќе може да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита со двојазичниот образец надвор од територијата на Република Македонија. Како што информира Фондот за здравствено осигурување, ова право може да го искористат во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија. Под итна и неопходна здравствена заштита се подразбира користење здравствени услуги, чие пружање не може да се одложи до планираното враќање во Република Македонија. За таа цел пред патувањето во странство, осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија треба да се обратат во подрачната служба на Фондот, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување и да потполнат барање за издавање двојазичен образец за остварување право на здравствено осигурување за време на привремен престој во една од наведените држави. Малолетна штипјанка 3 месеци ја нема дома. Во полициската станица во Штип 21 годишен штипјанец со иницијали ИЧ пријавил дека пред околу 3 месеци неговата 16 годишна сестра излегла од дома и не се вратила дома. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Општина Пехчево ја дефинираше листата со учесници за овогодинешното издание на фестивалот на дувачки оркестри. Од 13 до 16 јули во Пехчево ќе биде весело, а настап на фестивалот ќе има српската музичка звезда Саша Ковачевиќ. Полека но сигурно се дефинира листата на учесници на овогодинешното издание на фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2016. Традицијата на трубите во Малешевијата, понудена како атракција на надсвирување на македонските виртуози на труба, ќе продолжи годинава од 13 до 16 јули, кога општината најавува жешки ноќи во Пехчево. Ги очекуваме да настапат оркестри од Република Бугарија, значи од Ловеч, заедно со нивниот мажоретен состав, дувачки оркестар од Америка, реномиран дувачки оркестар Бојан Ристич Браз Бенд, ќе настапат голем број на културно-уметнички друштва од Источна Македонија на етносаемот Пехчевски Павловден на 13 јули оваа година. Најжешко во Пехчево се чини ќе биде на 16 јули, кога во рамки на 4-дневниот настан ќе гостува една од најпознатите балкански музички звезди. Имавме многу голем број на барања од другите градови во Република Македонија, доколку станува збор за учество на некоја реномирана музичка звезда, тоа да биде токму Саша Ковачевиќ. Имаме и дел кој што е исполнет, како што кажав, со музички звезди, така да во доцните ноќни часови и оваа година имаме присуство и учество на диџеј, како што се Марга Десол, диџеј Мац, Браз Брадерс и Икеде Кока. Во функција на фестивалот се ставени сите расположливи сместувачки капацитети. Општината, ако минатата година имаше од 25.000 до 30.000 гости, оваа година очекува таа бројка да биде двојно поголема. Пехчево оваа година е спремен да ги пречека сите гости со сместувачки капацитети. Имаме поголем број на пријавени приватни сместувачки капацитети. Поради големата богата програма очекуваме бројот на посетеност да биде поголем, значи дупло поголем, некаде околу 50.000 посетители. Пријавувањето за надпреварувачкиот дел на фестивалот, кога се очекуваат да настапат најголемите виртуози на труба од Македонија, се уште трае. Учесници кои ќе се надпреваруваат за главните награди: Златна труба, труба и тапан, награди кои ги обезбеди општина Пехчево и спонзорот Дореми. Со ваквите најави повеќе од сигурно е дека најреномираната културна манифестација во Пијанеци Малешевијата и овој пат согласно своето реноме ќе понуди врвни музички доживувања. Тенискиот терен во училишниот двор на основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево е ставен во функција. Со ова комплетно е заокружен проектот за изградба на мултинаменско игралиште во дворот на Делчевското училиште, кое се градеше со 5 милиони динари општински пари. По реализацијата на неколку значајни инфраструктурни зафати за подобрување на условите за одвивање на спортските активности во општина Делчево, се пушти во употреба и тениското игралиште во дворот на општинското основно училиште Ванчо Прке. Поставувањето на новата финална подлога повеќе од сигурно е дека ќе ги задоволи апетитите на љубителите на тенисот, кои откако добија нови модерни тениски терени во близина на градскиот стадион, сега ќе имаат можност за играње тениси во централното градско подрачје. Тоа што го почнавме
во времето кога го правевме и мултинаменското игралиште, беше најавно тениското игралиште, ја гледаме деној конструкцијата е завршена, негде околу 2 милиони 200.000 денари е овој дошто го гледаме тениското игралиште, заедно со мултинаменското игралиште, негде околу 5,5 милиони е вкупната сума потрошена од буџетот на општина Делчево. Инаку инфраструктурниот бум на спортски план во Делчево започна токму во дворот на општинското основно училиште Ванчо Прке, каде по заложба на градоначалникот, а по претходно согледување на лошата состојба на спортскиот терен при ова општинско училиште, беше изградено ново мултинаменско игралиште со нови фудбалски терени, кошаркарски и одбојкарски игралишта, трибини со 150 седишта, како и рефлектори кои овозможуваат спортување во ноќните часови. Со општински пари и со пари од владата на Република Македонија, во општина Делчево се изградени повеќе спортски капацитети, со што на младите им овозможено повеќе спорт, повеќе забава, повеќе дружење. Да се заблагодариме на градоначалникот и на советот на општината што има слух за оваа наша реална потреба и ние ќе се потрудиме да го одржуваме онака како што треба. Морам да истакнем и дека ова е единствено игралиште во училишен двор, можеби во поширокиот источен регион. Освен на спортски план во училиштето се реализира и низа на проекти за подобрување на енергетската ефикасност во училиштето. Нашите две главни цели кои се и во годишната програма планирани, тоа се енергетска ефикасност во училиштето комплетно воведена и развој на личноста преку негување на училишниот спорт. Тениските терени кои се едни од ретките кои се наоѓаат во двор на општинско основно училиште, во иднина ќе бидат надоградени со поставување на 4 рефлектори со можност за играње тенис во ноќните часови. Најмалку 4 лица вчера беа ранети во близина на Капитол во Вашингтон, а потоа експресно пренесени во болница, кога непознат маж отворил оган врз нив, јавија Russia Today и NBC Вашингтон. Пукањето се случило северно од станицата Юнион и околу 1 километар северно од американскиот Капитол. Шефот на Вашингтонската полиција Кети Ланиер рече дека напаѓачот прво отворил оган кон еден маж и повеќе пати го застрелал, а потоа застрелал уште тројца минувачи. Осумничениот потоа побегнал и се уште е во бегство. Полицијата ја објави фотографијата на која се наоѓа осумничениот. По нападот на самото место пристигнале повеќе возила на брзата помош, што превзеле тројца од ранетите кои имале прострелни рани и уште едно лице кое било повредено. Еден ден по смртоносниот бомбашки напад во Истанбул, автомобил бомба експлодира денеска пред полициската станица во југоисточна Турција, однесувајќи 3 живота. 3 лица, вклучително еден полицаец, загинаа при експлозијата на автомобил бомба пред полициската станица во градот Мидјат, во провинцијата Мардин во североисточна Турција, изјави денеска турскиот премиер Бинали Йилдирим. Тој, повикувајќи се на болнички извори, им соопшти на новинарите дека во експлозијата се повредени повеќе од 30 лица, меѓу нив како полицајци, така и цивили. Инаку во експлозијата покрај зградата на полициската станица силно оштетени се и соседните објекти. Во регионот кој се наоѓа северно од границата со Сирија живеат претежно курди. Белгиските уметници поставија џиновски мигрант балон на надувување со цел да ја зголемат свеста за тешката ситуација во која се наоѓаат лицата кои останаа без своите домови и заради војните во своите земји мораа да побараат друг дом. 6-метарската кукла на надувување е дело на белгискиот уметнички колектив, како што самите опишуваат, таа е символ на дехуманизацијата на бегалската криза која се случува денес низ светот. Уметноста може да ни помогне на друг начин да го согледаме светот и да ни пружи нов поглед на реалноста. Истовремено, додаваат авторите, уметноста мора да има критички осврт на општеството во кое живееме, а уметниците се тука пред се за да се разменуваат идеи и да прават дебати, да ги потикнуваат луѓето на размислување и расправа, а не да нудат готови решенија и одговори.
Со брза реакција Штипска Брегалница го официјализираше ангажманот на 25 годишниот дефанзивец Томица Петров, откако од овој тим си замина Дејан Митрев, екипата брзо реагираше и го осигура подписот на 25 годишниот дефанзивец. Фудбалерот кој се очекува да биде квалитетно засилување за дефанзивната линија на сините, се договорил за едногодишна соработка со тимот на Брегалница. Предходно својата соработка со тимот ја продолжи и фудбалерите Стефан Коцев, Ангел Нацев, Стефан Ристевски, Бојан Ѓоргиев, Иван Митров и Стојан Чевелинов. Од управата на Штипска Брегалница во текот на наредните денови најавуваат засилување на неколку позиции, меѓу кои на голманската и пронаоѓање замена за Душан Павлов, како играч од средниот ред кој ќе ја пополни празнината која ја остави Ѓорги Танушев со неговото заминување во Силекс. Исто така пред нов договор со клубот од Штип е Мирослав Јовановски, досегашен играч на Работничкиот Скопје. Ако Шпанија загуби од Грузија во последниот подготвителен надпревар пред Европското првенство, фудбалската репрезентација на Португалија до врв ја наполни мрежата на естонците и си ја зголеми самодовербата во пресрет на почетокот на континенталниот собир. На стадионот Луш со 7:0 Кристијано Роналдо и другарите ја совладаа Естонија. Токму тој беше првиот стрелец на надпреварот со погодокот во 36-та минута, а Роналдо уште еднаш пред истекот на првото полувреме се запиша меѓу стрелците. Во 39-та гол постигна и Кварезма. Останатите погодоци за Португалија ги постигнаат Даниело Переира, кој зголеми на 4:0, Карол Мец од Естонија си постигна автогол за 5:0, додека голеадата ја заокружија Кварезма со својот втор гол и Едер, кој исто така беше стрелец на овој надпревар. Ова беа сите вести за дневникот во 20 часот. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.